Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема како да се прекине циклусот на негативност со децата. И ова содржината на ова видео е малку поголема и таа ќе биде изнесена во неколку видеа. Меѓутоа е доста интересна ова содржина и доколку навистина сте заинтересирани да видите за што станува збор, слободно останете до крајот на ова видео. И кога станува збор за циклусот на негативност со децата, кога разговарала за тоа на своите предавања, Шефали им објаснувала на родителите дека токму ние како родители се заплеткуваме во односот со своите деца заради таа преголема контрола во која што се внесуваме ние во односот со детето и таа како што им помагала на родителите преку својата професија како клинички психолог, и таа најмногу тогаш можела да увиди дека скоро 99% од родителите кои што доаѓале на терапија кај неа, нивните проблеми потекнувале од проблемите во нивното детство. И така да таа со цел да им помогне на родителите да можат проблемите да ги надминат со своите деца, таа барала од нив да се вратат, значи, во нивната почетна врска со себе, а тоа токму било таму во нивното детство, за да можат самите и себе си тие да се видат каде се нивните недостатоци, каде треба да се поправат, за да можат да тој негативен циклус и со своите деца во своето во воспитувањето со децата да можат да го вратат назад во една свесност. Така да најчесто кога родителите влегувале во терапија со своите деца, самата ќе забележала дека кога ги кажувале проблемите, најмногу родителите се насочувале спрема она што им недостасувало нив во нивното детство. И така што и како вели, јас сметам дека родителите и нивната заплетканост со децата потекнува од она што тие го доживуваат во нивното детство во голем број на аспекти. И уште повеќе вели таа, јас го потврдив тоа откако јас станав родител, затоа што во почетокот јас не действував како свесен родител и сметав дека треба да родителствувам спрема она верување кое што јас го имав, како треба да се справам со проблемот во родителствувањето. Сметав дека проблемот е моето дете, иако го сакав своето дете, иако ги имав најдобрите намери спрема него. Меѓутоа, преку тоа верување што јас го имав за своето дете, јас бев исполнета со едно големо его и тоа его мене ме водеше и ме носеше кон тоа јас повеќе да се грижам за моите очекувања во врска со моето дете, наместо да се грижам за тоа какво е навистина моето дете. Значи, јас очекував да ги исполнам сите мои очекувања во врска со моето дете. И кога тоа его го видов во собственото родителствување преку своите постапки, подоцна значи, сватив дека треба да се освестам самата себе си и да го сменам начинот на кој што родителствувам и да влезам во едно сосем нов начин на родителствување. И откако го направив тоа, сватив дека и како е потребно јас да им помогнам на родителите. Односно, тие да можат и да си го видат своето собствено его, затоа што егото е најголемата препрека. Значи, тоа најмногу се издигнува како проблем во односот родител-дете и за да може родителот да тргне во една свесна врска. Токму заради тоа его кое што е најголемиот проблем за родителот. И таа вели, бидејќи родителите ние сме условени да размислуваме
дека треба да имаме врховната контрола. Ние не сме лоши родители, но само сме условени да веруваме дека знаеме се и поради тоа што мислиме од самиот момент кога ќе станеме родители, за самиот момент, бидејќи ние по природен пат сме станале родители, децата се наши и ние најдобро знаеме како да ги родителствуваме. Значи, Шефали вели, од самиот почеток ние како родители влегуваме со погрешната нога во родителствувањето, заради овие превисоки наши очекувања во смисла на преголема контрола или комплетна контрола на родителот врз детето, и затоа вели после тоа ние многу се заплеткуваме во односот со детето, затоа што од почеток нас ни е кажано, значи ти си родителот, кога ќе го добиеш детето, ти најдобро знаеш сега, најдобро знаеш како да го родителствуваш, ти знаеш се во врска со него, од првиот момент кога детето ќе ги отвори своите очи, ти си тој кој што најмногу знаеш и треба да ја предвидиш иднината на своето дете. И токму поради тоа детето треба тебе да те слуша, а со тоа, значи, ако доколку не те слуша детето, тука е дисциплината, значи треба да се дисциплинира детето и да се казнува. Меѓутоа Шефали им напомнува на родителите дека токму со ова верување од таа постоечка парадигма, родителска парадигма во која што постоиме, родителот е најнеконтролираната личност, најненаблюдуваната личност и најненадгледуваната личност, која што само по себе повлекува една голема опасност да родителот да кај него да се создава една манија за сила врз детето. И често некои родители ќе речеле, ама не знаете вие дека колку е тешко родителствувањето се додека немате свое дете. И Шефали вели, тука да, до одредена граница има вистина, во смисла, бидејќи се соочуваме со големи предизвици со детето, дури родителствуваме, меѓутоа не значи дека по секоја цена ние треба да бидеме родители па за да можеме, значи, да доживуваме секако искуство за да можеме да разбереме друго човечко суштество, затоа што и во основата на свесното родителство пред се прво е разбирањето на родителот за како да го разбере другото човечко суштество, како да го разбере детето. Значи, за да може да се поврзе со него и да ги види неговите вистински потреби. И таа вели да, значи, до одреден степен, навистина има големо влијание, искуствата кои што ги имаме ние како родители во смисла на тоа од самиот почеток кога имаме искуство повеќе пати во текот на ноќта постојано да стануваме, кога нашите деца, значи кога детето не спие, имаме проблеми со доењето или значи стомачето го боли или нешто друго, или пак кога детето повраќа често, па ни повраќа на косата, ни повраќа на облеката, или пак во тинеџерските години, кога ќе се скараме, ќе влеземе во конфликт со децата, па децата ќе ни речат јас те мразам, не те сакам, тргни ми се од животот, ќе избегам од дома или така натаму. Значи да, овие искуства до некаде прават разлика затоа што особено се значајни и водат во насока на освестување и во насока на поголемо разбирање за нашите деца. Меѓутоа, таа вели, се разбира дека родителствувањето е тешка работа, особено затоа што е 24 часовна работа и нешто кое што родителите треба да го прифатат тоа во моментот кога ќе дојде детето, затоа што после тоа ти не можеш да го вратиш детето во продавница, тоа не е производ, или да го вратиш во болница од каде што го зеде. И таа на шега кажува за себе како таа до 6-та недела, бидејќи немала кој да ја помогне неа во со своето дете, стресно го доживеела родителствувањето и се нашла во ситуација во состојба во која што неколку пати се молела, едноставно велела
те молам Господи, те молам безбедно врати го моево дете, онаму од каде што дојде, затоа што повеќе не можам да издржам. Меѓутоа, после тоа во истиот момент, значи, сватила дека децата се доживотни за нас и едноставно секој дете доаѓа во еден склоп, уникатен склоп на околности, со уникатен склоп на предизвици, и дополнително треба да знаеме дека децата се единствените суштества кои што остануваат со нас до крајот на нашиот живот. И тоа е вистината која што од друга страна па ни ја дава одговорноста ние како родители дека треба да внимаваме, навистина да внимаваме кога поставуваме јасни граници помеѓу нас и помеѓу детето, значи во смисла на граници за контрола над нашите деца. Затоа што потребно е навистина да не настојуваме да целиме кон целосна контрола, туку затоа што таа граница е многу тенка која што ја поминуваме, која што можеме да поминиме кон целосна контрола, и кога ќе ја поминиме, ние што правиме? Повторно влегуваме во замката на неодговорност, на наша повторно неодговорност, а со тоа и влегуваме повторно во несвесност. И затоа вели, токму поради фактот што од една страна свесното родителствување представува родителствување кое што бара присутност од родителот и бара одговорност од родителот од една страна, и кое што нешто пак истовремено бара и контрола од страна на родителот. Меѓутоа, каква контрола кон детето? Една здраворазумна контрола. Значи, едно ниво кое што подразбира здраворазумна контрола. Една насока да го насочуваме детето со една здраворазумна контрола, која што пак од друга страна го прави толку многу парадоксално родителствувањето. Меѓутоа, таа вели во суштина што е она што ние треба како родители да го разбереме. Да разбереме дека свесното родителствување подразбира само родител да биде присутен и да биде одговорен во исто време, но не да дозволува да го доминира своето дете. Значи, кога го контролираш своето дете, значи треба да си свесен дека таа линија која што ти кажува здрава линија на контрола, да бидеш свесен да не ја надминуваш, затоа што кога ќе ја надминеш, ти влегуваш во една манипулативна контрола. Контролата се претвора во манипулативност со детето. И затоа вели, таа е многу лековерна граница, многу лесно се влегува во неа. Значи, да се биде присутен родител, ама да не се влегува во своето его. И тоа е нешто најпредизвикувачко во родителствувањето. Затоа што едноставно родителот најчесто е во заблуда да не гледа друг избор за да не влезе во негативна енергија со своето дете, која што повлекува доминантност на детето. Меѓутоа, таа вели, што не учат нас децата? Децата не учат дека тие ни носат една прекрасна порака, која што вели дека треба да ја предадеме контролата до одреден степен, наместо да влегуваме во целосна контрола и да почнеме да му веруваме на нашите деца. И зошто? Затоа што треба да градиме една заедница со детето, една врска со детето која што ќе подразбира заедничко делување во насока на градење на зрелост и на градење на свесност. Значи, едно партнерство, не пријателство, не другарство. Ние не можеме да бидеме другари и пријатели со децата до одреден степен, да. Меѓутоа, партнерството подразбира едноставно подеднакво создавање и на разбудувачи и на учители. Значи, подеднаков влог на разбудувачи и на учители. И од страна на децата
и од страна на родителите. И понатаму еден родител се јавил на предавањето, ја прашал Шефали и рекол: јас имам 3 деца, од кои што едното ми е 21 година, а другите 2 се близначиња и тие имаат 5 години. И кога го имав првото дете, тоа не беше мој избор, едноставно не беше планирано, така се случи и тогаш неговата мајка одлучи дека таа ќе го роди без разлика на она што јас ќе одлучам. И во тој момент, од првиот момент кога останала бремена неговата мајка, тој вели дека цело време тоа искуство за мене беше негативно искуство, затоа што не можев да се помирам со тоа дека ќе станам татко, не можев да се помирам со самиот поим татковство, родителство, значи како ќе не можев едноставно да го прифатам своето дете и дека значи ќе има друга личност која што јас сум ја создал во мојот живот. И динамиката во односот со моето прво дете беше сосема различна, затоа што неколку години поминаа, дури јас успеав да го прифатам своето дете. Затоа што имав многу негативно мислење по основа на самото родителствување, затоа што не бев спремен кон тоа нешто, не бев свесен за тоа нешто. Меѓутоа, кога после 15 години станав, ми кажаа дека ќе бидам родител на 2 близначина, јас едноставно не можев да го дочекам тој момент тие деца да влезат во мојот живот. Затоа што од првото дете, значи после некое време јас и научив, станав свесен за она што значи да се биде вистински родител, меѓутоа начинот на кој што тоа патување со првото дете, кое што го изводив, беше сосема различно од она с кое што јас денес го имам со моите 2 близначиња. И тој ја прашал: јас кога ги читав твоите книги за родителствувањето, сватив колку многу може да му се помогне на родител да излезе од своето его и едноставно да свати дека има навистина еден поинаков начин на родителствување, на поинаков начин да се свати врската со децата. И тој во смисла на тоа како јас да знам да постапувам со своите деца, зошто постапувам со своите деца, и во однос на голем број на други прашања кои што ги носи со себе родителствувањето, меѓутоа прво и основно како начело да ми биде зошто јас така постапувам со своите деца е дека тоа служи за добробит на моето дете и за добробит и за мене. И тој тогаш и го поставил прашањето како сите овие родители кои што се сега тука дојдени на ова предавање заедно со мене, како ќе му раскажете, како ќе ги убедите да го прифатат свесното родителство, а сепак тоа да не представува на некој начин закана по нивното его. И Шефали одговорила: ние возрастните прво даваме голем отпор кога треба да излеземе од комфортната зона со нашите деца, значи да направиме еден напредок со децата, затоа што сакаме да си останеме во статусот на она контрола која што ја имаме со децата. Тоа подразбира целосна контрола, согласно со денешната парадигма на родителствување во која што сме влезени, и затоа што ни е многу поудобно, а растот подразбира да излезеш од удобноста, а тоа е нешто кое што ние родителите не сакаме да го направиме. И проблемот таа вели кога ние сакаме да порастеме заедно со децата, да направиме еден раст како родители, е што не сваќаме дека растот ја содржи потребата едноставно да ја отстраниме сите оние
приврзаности, негативни приврзаности кои што ги имаме, сите негативни верувања кои што ги имаме, за кои што сме оковани во нашиот живот. Значи, растот подразбира да излезеш од удобноста, да пораснеш, значи едноставно да се соочиш со голем број на непријатности и да почнеш да се движиш во насока на непознати пространства, неиспитани простори, значи неиспитани територии, кои што особено, значи, ги плашат родителите, затоа што родителите имаат тенденција тие да бидат сигурни, да си бидат комфортни. Посебно родителите ја практикуваат сигурноста затоа што им е кажано во моментот кога ќе станат родители, тие знаат се. Тие знаат најдобро да родителствуваат. Меѓутоа, таа вели во оваа парадигма во која што обстојуваме денес, со која што ние ги родителствуваме нашите деца, ние влегуваме во родителството со една многу голема помпезност и со една раскошност, високо мислење за самите себе си, затоа што сега ние сме родители и како родители, значи ние веќе ја добивме врховната власт во семејството. Ние сме на пиедесталот. Значи, децата сега се наши, ние ќе славиме поради тоа. Значи, тие се нашите слики, тие се нашите икони, тие се нашите уметнички дела, ние ќе ги носиме, ќе ги во музејот за уметнички дела, затоа што тие се рефлексија на она што сме. Меѓутоа Шефали вели, а што сме ние? Ние сме само во своето его. И вели, кога тоа јас ќе му го кажам на родителот и се обидувам, често пати ќе му речам полека, значи навистина намали малку, затоа што и смири се, не расфрлај се со толку многу со твоето его, затоа што навистина не знаеш да родителствуваш. Во моментот ти функционираш само од своето его. Не родителствуваш свесно. Ти родителствуваш и мислиш дека си родител затоа што тргнуваш од она што ти го сметаш дека треба, без воопшто да се поврзеш со своето дете. Со детето кое што е пред тебе. И Шефали вели, кога јас ќе му го кажам ова, едноставно родителите се лутат и не сакаат да го слушнат ова. Даваат многу голем отпор. Зошто е тоа така? Затоа што родителствувањето е единствената работа за која што не се бара диплома, за која што не се бара дозвола, не се регулира, не се надгледува, ниту пак се бара некој дополнително наобразба. И кога доаѓале родителите кај неа и барале совет од неа за да станат свесни родители, таа ќе му кажала не само што вие треба да научите да ја учите свесноста, туку кога сакате свесно да влезете во родителствувањето, треба да сватите дека проблемите кои што ви се случуваат со вашите деца, дека тие се на некој начин составен дел и од она што вие го правите во односот со своето дете, дека вие сте ко-креатори во сета таа работа, дека најголемиот дел, најголемиот проблем сте вие, а не дека се децата. И тоа е вели уште една работа која што родителите не сакаат да ја слушнат, значи затоа што воопшто тоа не им се допаѓа, затоа што удира по нивното его. Меѓутоа, кога ќе се насоберат проблемите, тие повторно се враќале кај Шефали и тогаш ќе кажале, Шефали, ама ова дете јас што го имам навистина е лошо, вие не разбирате. И Шефали тогаш ќе им речела, вашето дете во суштина не е лошо, вие не разбирате, вашето дете е само ваш разбудувач, ваш освестувач. И она што сака вашето дете да ви го каже е слушајте ме внимателно. Тоа едноставно сака да ви каже те молам, мамо, тато, те молам, тргни се. Те молам, повлечи се. Едноставно јас не сакам да го следам твојот пат. Не сакам да те слушам. Затоа што
Јас сметам дека имам многу подобар пат за мене. Затоа што јас имам свој ум, затоа што јас имам свој разум, затоа што едноставно сум решен да се борам за својот пат. И мислам дека она што ти ми го кажуваш и она што ти ми го даваш како пат, воопшто не служи на моето добро. Затоа што јас ја познавам својата суштина. Затоа што јас ја познавам својата вистина. Мојата вистина, моето внатрешно знаење, она што јас си го знам за себе, не е исто како твоето знаење за себе. Наспроти она што велише фали, наспроти мирното дете, наспроти доброто дете, кое што е постојано послушно, кое што е мирно, но од друга страна, таа вели тоа е многу опасно за самото дете. Ама ние родителите најмногу ги сакаме таквите деца. Сакаме секогаш да имаме мирни, послушни деца. Затоа што нашето родителско его не може да го прифати нештото, разбирањето не може да го прифати дека нашето дете е дека е суверено, дека треба да биде самостојно, дека е независно, дека е едноставно божествено суштество кое што е дојдено на овој свет, за ние да му дозволиме да може таа божествена суштественост да си ја изрази. И таа вели на вистина е потребно, за да може да се направи една промена во воспитувањето на децата, и како е потребно да се биде родител кој што е многу храбар, родител кој што е многу мудар и едноставно кој што самиот ќе каже јас ќе бидам присутен родител. И јас ќе бидам тој кој што ќе му дозволи на моето дете да може да си го одржи своето собствено знаење, својата собствена вистина, преку тоа што јас ќе го наблюдувам, преку тоа што јас ќе го слушам. Ќе ја слушам неговата суштина. Ќе слушам она што на вистина детето сака да ми го каже. Кое е тоа? Да можам да ја разберам неговата потреба. И за да се поврзам, да се слеам со она што е детето. А не слепо да го водам од моите побуди. Јас не сакам моето дете да биде слеп водач. Едноставно јас сакам моето дете да биде лидер. И затоа Шефали вели на вистина е потребен свесен родител, потребен е храбар родител, потребен е присутен родител, потребен е мудар родител за да ја направи таа промена. И таа вели во последно време, последниве години, јас сум навистина радосна и среќна, затоа што се повеќе родители доаѓаат кај мене, се повеќе со огромен број на родители после овие предавања кои што ги имам насекаде, се повеќе и повеќе прифаќаат да станат свесни родители, се среќаваат со мене, работиме заедно и се повеќе го прифаќаат новиот пристап и увидуваат конечно дека тоа е нештото кое што ќе ги доведе нивните деца кон природен успех и кон една природна и хармонична врска со децата. И затоа вели таа постепено, јас се радувам на тоа, затоа што ова родителско движење во суштина станува движење за свесност. И се повеќе и повеќе родители стануваат храбри и самите кажуваат, значи, истакнуваат. Да, и ми велат, јас, Шефали, бев родителот детето кое што беше родителствувано според старата парадигма. Јас бев детето кое што беше казнувано. Јас бев детето кое што беше контролирано со целосна контрола. Јас бев детето кое што беше мирно, кое што ми беше кажано што да правам, безусловно да ги слушам. Дека морав да бидам слеп следач на моите родители. Ама нема да дозволам тоа да му го правам на моето дете. Затоа што јас сакам моето дете да биде лидер,
да биде дете кое што ќе мисли со својата глава, кое што критички ќе размислува. И затоа вели та родители, на вистина пред себе имате избор, прекрасен избор, да родителствувате поинаку, на еден свесен начин. И како што вели Шефали, на вистина е крајно време и се повеќе родители се сложуваат да направат една свесна промена за себе и за своето дете. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.